Се враќаме назад во студиото по кратката пауза. Како што веќе најави колегата Христијан Баневски, наш следен гостин со нас во студиото е адвокатот Јанаки Митровски. Добар ден, Јанаки, не ти е прв пат во нашето студио. Добро ве најдов, не е прв пат. Ке почнеме со конференцијата, правната конференција која ја организирате овој месец. Може ли да ни кажеш нешто повеќе за тоа? Ќе има 3 дела и секако ќе се зборува за извршителите кои се една од, можам да кажам, најгорчливите теми на граѓаните и тоа на најголем број граѓани. А интересното е што е најавена како прва од ваков вид, така што малце повеќе околу тоа што ја прави прва од ваков вид. Не, видете, тоа доведе до мала забуна помеѓу граѓаните, кога велиме дека прва правна конференција се мисли на нашиот проект, на нашето друштво. Можеби тоа е наш пропуст, не сме биле доволно јасни, инаку далеко од тоа дека е прво правно советување, имало такви десетици и стотици во минатото и сега има, меѓутоа во последно време, особено во последниве 4-5 години, се дефицитарни ваков тип на не сме навикнати, не е нешто што правни советувања. Вие сте и малку помлад, Христијан, можеби заради тоа, меѓутоа јас кога бев и студент и средно беа редовност вакви советувања, тогаш неколку здруженија, пред се здружењето на правници беше вака еден стожер и беше доста посилно, уште едно-две здруженија функционираа кои на редовна основа правеа правни советувања, а сега само юридика прима на професорот, универзитетскиот професор Ангел Ристов и еве ние ќе се обидеме на редовна основа да остваруваме вакви проекти. Во однос на извршителите, тоа иако има 3 теми, ќе бидам искрен дека тоа е веројатно најатрактивната тема и сите за тоа прашуваат, што и претпоставувам нормално поради социоекономската состојба во која што се наоѓа државата, значи е замислено ќе се одржи на 26.12.2018 година, или ова пред крајот на новата година, со почеток во 10 часот, регистрација на учесниците ќе биде од 15 минути пред 10 часот до 10 часот. Модератор на правното советување ќе биде Огнен Јаневски, додека во кривично-правниот дел предавачи ќе бидат јас, универзитетскиот професор и професор доктор Никола Тупанчевски, професор доктор Александра Дејановска и судија Олја Ристова од Основен суд Скопје 1 Скопје. Потоа ќе продолжиме со тема шаблонизација на надомесна нематеријална штета, каде предавачи ќе бидат адвокат Маруша Митровска, судија Љубица Колики од Основниот суд Скопје 2, односно граѓански суд, и магистар Ѓорги Радојков од Апелациониот суд Скопје, за да финишираме со темава дали е потребно укинување на извршителите и нивно враќање во судот или не, каде панелисти ќе бидат магистар Зоран Василевски, кој е правник кој ќе завземе став про укинување на извршителите, кој став ќе го опонира извршител Снежана Андреевска, која е извршител на подрачјето на Скопје, а извршител Христо Јованов, кој поранешен судија, сегашен извршител, а поранешен судија на извршување, ќе се обиде да ни долови како тоа било пред 2005 кога извршителите беа во суд. И како е сега, една стручна расправа која ќе следат и заклучоци, со тоа што би сакал само да напоменам дека после секој блок на предавање ќе има и интерактивен дел на публиката со предавачите. Кога спомнавме дебатата и поделеноста во мислењата, еве твој личен став доколку можеш да издвоиш конкретно кога збориме за проблематиката со извршителите? И ова исто така редовно прашање, благодарам на прашањето Христијан. Многу ми е тешко бидејќи не сакам да дадам погрешно разберано од граѓаните дека не сум емпатичен или дека не разбирам социоекономската состојба, но кога се говори за извршители и секогаш кога ќе се спомнат извршители, стереотипно веднаш на памет ни доаѓаат извршители кои што се ангажирани од големи енергетски компании и така натаму, меѓутоа тоа е само еден мал сегмент во извршувањето. Да скратам и да сумирам и да не испадне дека ви го избегнувам прашањето, сумирано мојот одговор е не сум за тоа да се укинат извршителите, со тоа што секако дека постои простор да се подобри нивната работа, особено во насока на лимитирање на колку трошоци може да се генерираат, особено кај оние социјално ранливи категории, па и преку друг тип на интервенции. Меѓутоа, тие во овој период беа третирани некако како бели мечки кога се законите во прашање. Знаеме има низа случаи, низа организации кои излегоа во јавност со конкретни примери каде што лица приматели на социјална помош, нивните сметки се блокирани. Дали мислите дека сега во овој период треба да постои ревизија на сето она што било правено
од страна на извршителите и на сите постапки кои тие всушност ги извршиле, и дали сметате дека треба да има реперкусии кај оние кои ќе биде откриена некаква неправилност? Никој не треба да биде изземен од одговорност. Извршителите покрај другото се подложени на кривична одговорност. Чинам дека и нивните интерни акти на комората налагаат и за тоа да се добие дозвола, лиценца за извршител, дека треба да се осигураат од надомесна штета која евентуално би ја сториле со своето работење, додека законски нивната работа ја контролира председателот на место надлежниот суд, еве да речеме Скопје, бидејќи сме ние во Скопје. Односно секој што ќе добие налог за извршување, кој мора да го добие аналогно на барање на извршување од страна на доверителот, може во рок од 3 дена од приемот да бара заштита од председателот на основниот суд поради неправилности на извршувањето. Меѓутоа, повторно тука судот, многу од граѓаните сметаат дека и пишуваат дописи до председателот на судот, објаснувајќи му фактичката состојба. Воопшто нема да навлезе председателот на судот дали сте вие во право или не, туку само дали има неправилности при извршувањето. Конкретно за она што говоревте, граѓаните би требало да знаат и е добро да бидат запознаени со своите права и можности, дека конкретно социјална помош е изземена од извршување, односно не смее да биде извршувана. Меѓутоа, не смее да биде извршувана социјалната помош, а не средства кои евентуално од социјална помош се акумулирани на сметка. Дали ме разбирате? Ако вие сте примател на социјална помош, не смее, бидејќи таа се исплаќа нели преку Центарот за социјални работи, преку Труд и социјала и така натаму, не смее да му наложи на тој орган извршителот да ги пренасочува средствата. Меѓутоа, доколку се акумулирани средствата на сметка, извршителот не навлегува во тоа од каде тие пари потекнуваат, туку ги плени. Колку е тоа правилно или не, сега не навлегуваме, ви кажам какви се законските одредби. Повторно ќе ви напоменам дека се залагам за тоа да, особено за социјално ранливите категории, значи не само социјална помош, зборуваме за инвалидизирани лица и така натаму, дека апсолутно мора да има лимит колку може да одат трошоците, затоа што сте свесни, знаете и сами за повеќе примери за ситни долгови, како се прават и 30 пати поголеми. Каков беше интересот на извршителите и луѓето од судскиот систем да учествуваат на правна конференција? Дали мислите дека постои еден тренд на отворање кон јавноста и земање учество во вакви, да кажам, јавни настани? Извршителите имаат интерес затоа што малку и погрешно го разбра, значи видете, ние го поставуваме како тема. Поставуваме еден панелист кој ќе говори про, еден контра и еден кој ќе има можеби неутрален став со благо наклонување, бидејќи извршител нормално према извршителите. Меѓутоа ниту ги напаѓаме, едноставно сакаме да го отвориме како прашање. Меѓутоа еве извршителиве си го подразбираат дека ние бараме нивно укинување. Би било добро јавноста да биде запознаена дека е известно веќе, не можеби, него веќе е известно дека до укинување на извршителите нема да дојде, затоа што веќе помина, имаше и тркалезна маса, мислам, чинам и јавни расправи по тоа прашање и е ставот на Министерството за правда дека до укинување на извршителите дефинитивно нема да дојде и не треба да дојде по моје мислење, затоа што оние кои што паметат, до 2005 година извршувањето беше во судот преку суди извршители, идеше како се друго што е под капа на државата, идеше екстремно споро и треба да разберете дека оваа држава не може да носи одредби кои ќе сторат све за да ги заштитат должниците, затоа што ако ние ги тргнеме на страна овие што се наизвикани големиве енергетски компании, и ако вие, да речеме, јас ви направам некоја најпроста позајмица на вас или на Христијан на кој год, и доколку вие не сакате доброволно да ми ги вратите тие средства или на X некоја персона од која што се ги позајмиле, државата има донесено, особено во минатиот период, сет на одредби кои ги штитат должниците. Така, значи да може да заклучиме дека можеби извршителите поради тоа што по изминатиот период беа постојано во фокусот на јавноста, се можеби избегнува дебатата како таква, бидејќи очекуваат на секој од тие дебати да се бара нивно укинување, ако тоа не е случај конкретно. Прво, не е ништо спорно и да се бара нивно укинување. Не гледам што е спорно да некој извршител, а еве не е спорно бидејќи двајца извршители и комората бидејќи така се нивните одредби дозволи нивно учество, така да не би рекол дека бегаат од дебата, мислам дека повеќе и не ги таргетираат како гости сите оние што организираат правни советувања или вака по емисии, по дебати, мислам дека и не ги повикуваат толку, да, има интерес да учествуваат. Конкретно јас ќе ви кажам за оние двајца поканив, првите двајца што ги поканив,
го прифатија учеството, така да не можам да го поделам тој впечаток дека избегнуваат дебата, меѓутоа сметам дека е потребна повеќе контрола на нивното работење и Конивната комора мора многу поактивно да се вклучи во тој дел. Освен тоа, имате и кривичен и граѓански дел, кој што ќе опфати, деве доколку може да ни раскажеш малку повеќе што всушност е предвидено во овие делови, бидејќи претпоставувам дека ќе се осврнете и на актуелните случаи во правосудството во земјава, кое што претпоставувам дека ќе оцените не ги постигнува барањата и не ги исполнува очекувањата барем. Во кривично правниот дел кој што ќе биде прв дел, ќе говориме за неправилната или несоодветната примена на казнено-правните институти, каде што универзитетски професори Никола Тупанчевски и Александра Дановска ќе се осврнат на условно речено казнено-правните институти како декорација во кривичниот закони кои или премалку или несоодветно се користат. Јас ќе говорам конкретно за условниот отпуст и колку тој се применува меѓутоа несоодветно, можеби и селективно. Додека судечкиот судија Олја Ристова ќе говори малку за судската пракса на определување условен отпуст. Во делот на граѓанскиот дел, да не кажам себично, тоа е повеќе бидејќи во адвокатската канцеларија каде што припаѓаме екстензивно се работи надомесна штета и сме свесни дека осигурителните компании што може легитимно бидејќи се тие оние кои на крај ќе треба да исплатат во најголем дел од случаевите надомесна штета која потекнува од автоодговорност. Меѓутоа и судииве си го шаблонизираат институтот на надомесна штета со од до некои критериуми што е прво недозволиво и е во спротивност со законот за облигациони односи и тука ќе обрнеме малку внимание на тој дел. Така само пред да преидеме на следното прашање, мислам дека од решијата ми јавија дека имаме конкретно гледач кој што претпоставувам се интересира повеќе на некоја темите на кои што зборуваме, така што пред да преминеме да го вклучиме и ало, добар ден, повелете. Добар ден. Во програма сте, повелете. Добар ден. Пака сега да искористам оваа прилика да му предложам на гостинот да одговори или каде што ќе имаат такви седници да ги предложи овие работи што ќе му ги кажам. Значи, што е поентата? Ние слушнавме за Космо случајот, каде што господинот Фијат Цановски најверојатно во Страсбург ќе добие милионски суми, а гледаме дека мокници од власта играле играчки заради своји хирови или, например, партиски освети или не знам кои други причини, може да и во прашање грешка, едноставно таков објект се бутка и после тоа он ако добие милионски суми треба цел народ да ги враќа. Точно. Значи јас предлагам, ќе дадам 2-3 предлога. Значи градоначалници кои што се задолжуваат повеќе него што општината може да даде. И после тоа цел народ ги враќа тие долгови пари што се луксузираат и така натака. Значи треба да се донесе закон. Тите функционери кои што направиле грешки, намерни или ненамерни или не знам како, а после тоа државата плаќа оштета, истото важи и за судии кои ќе обвинат некое, да кажеме, невино лице, а после тоа државата треба да му плаќа пенали. Значи да има закон, сите тие лица им се одземе имотот и тие суми да ги вратат назад. Ако немаат од каде, цел имот им се одземе на нивните најблиски и да лежат затвор ако немаат да го исплатат целиот долг. Така ви благодарам за вашето јавување. Во интерес на времето тука ќе ве скратиме. Господинот Митровски веќе реагира дека постојат такви одредби. Проблемот е кај нас повеќе пати е тоа говорено од повеќе луѓе, па и од мене, значи не се законите толку лоши, туку нивната примена. Ова што го говори господинот прво апсолутно точно. Ако сакате и конкретно за примерот Космос, најверојатно се ние не можеме да преюдицираме, меѓутоа најверојатно дека господинот Фијат Цановски ќе добие во Страсбург, колкава оштета ќе добие, тоа останува да видиме. Точно е тоа дека сите треба ние да ги платиме тие пари, меѓутоа она што господинот претпоставувам не е запознаен, а за волја на вистината и поширокиот дел од јавноста не е запознаена дека не се ни од материјална одговорност изземени ни судиите ни јавните обвинители. И законот за судии, и законот за јавни обвинители, и законот за јавно обвинителство налагаат материјална одговорност и на судиите и на јавните обвинители во смисла на тоа доколку
поради нивна грешка се исплатат средства, не знам, неоправдано гонење, неоправдано држење во притвор, неоправдано долго држење во притвор, бидејќи може да е притворот одреден 2-3 месеци да е оправдан, а вас ве држале година, година и пол без никаква причина. Како што имало милиарда случаи. Што имало многу случаи, но за тоа е потребен функционален правен систем и правна држава. Во тие случаеви државата има право да се регресира, што значи ќе исплати државата средствата и потоа треба да ги утужи сите оние личности поради чува грешка. Тоа поради чува грешка дошло до исплаќање на средства од буџетот. Меѓутоа свесни сте и самите сте сведоци дека тоа никогаш не се случило во Република Македонија, причина за тоа е секако партизацијата, односно полнењето на судовите и на јавните обвинителства со партиски кадри и едноставно на политичките моќници им е поедноставно дури да дојде пресуда од Страсбург, кој ќе се исплатат пари, едноставно условно речено во е наш и нема да го регресираме, а не е апсолутно точно по сегашните законски одредби се и по закон за судови, и по закон за јавни обвинители, и по закон за облигациони односи има можност државата да се регресира. Не само државата, и секој работодавец може да се регресира од штета исплатена поради грешка на свој вработник. Ова ќе биде дел од тезите и дилемите кои што ќе се расправат на 26 на конференцијата. Во оваа прилика претпоставам дека ги поканувате и гледачите кои што ќе можат да присуствуваат, а ние пред да преидеме на следната тема за разговор, предлагам да погледнеме еден промотивен клип од Билка, за здруженијето во кое што ти си активен член и дел, а кое што се занимава за декриминализација на канабисот за медицински и рекреативни цели. Предлагам тука да ја погледнеме кампањата, па се враќаме веднаш во студиото. Во октомври 2017 година 64% од полнолетните граѓани на САД поддржуваат генерална легализација на канабис на федерално ниво. Највисоко измерен процент на одобрување во историјата на Соединетите Американски држави. Јас сум Арбен Бени Шачири и апсолутно ја поддржувам кампањата на Билка за декриминализација на канабисот во нашата земја, Република Македонија. Канабисот е најбрзо растечка индустрија. Само во 2014 година пазарот за рекреативна употреба пораснал за цели 74%. За подценување не бил не медицинскиот маркет кој инкасирал вкупно 1,2 милиарди долари. Јас сум Благо Веселинов и ја поддржувам кампањата на Билка за декриминализација на канабисот во Македонија. Во 2017 година Калифорнија донесе нова регулатива со која унифицирано се регулира легалната култивација, дистрибуција, транспорт, складирање, производство, процесирање и продажба на медицински канабис и канабис за рекреативна употреба. Јас сум Маја Морачанин, пратеничка од Дом, и ја поддржувам кампањата на Билка за декриминализација на канабисот во Република Македонија. 63% од пациентите со хронични болки, ментални состојби и гастроинтестинални проблеми се одлучуваат да ги третираат своите состојби со канабис наместо со опиоиди и антидепресанти. Јас сум Павле Богоевски, пратеник во Собранието на Република Македонија и ја поддржувам иницијативата на Билка за декриминализација на канабис. Во оние држави во САД, каде е дозволена употребата на канабис во медицински цели, има 25% намалување на смртните случаи, предизвикани од предозирање со опијати. Јас сум Горан Милевски, председател на ЛДП и пратеник, и ја поддржувам кампањата на Билка за декриминализација на канабисот во Македонија. Истражувањата покажуваат дека пушењето канабис не го зголемува ризикот за добивање конкретни форми на канцер на гради, глава или врат кај возрастните уживатели на канабис. Јас сум Дани и ја поддржувам кампањата на Билка за декриминализација на канабисот во Македонија. Производителите, преработувачите и легалните продавници на канабис во Вашингтон од 2014 до 2017 година генерирале безмалку 3 милиарди долари. Јас сум Ирена Ристич и давам поддршка на кампањата на Билка за декриминализација на канабисот во Република Македонија. Така, назад во студиото, и додека ја гледавме оваа кампања имавме можност неофицијално да прокоментираме со енаки дека всушност голем број од личностите, јавните личности кои што се снимани овдека не се ниту рекреативни, ниту медицински корисници на канабис, а сепак ја поддржуваат кампањата. Говори ли тоа за подигнување на свеста на нашето општество во последно време, бидејќи претпоставам дека ова не би можело да биде направено, не знам, 5 години Па нито лани, јас не би рекол дека... Тоа е една од главните цели на оваа кампања. 29 јавни личности, музичари, пратеници од
повеќе нели области, политичари кои се вклучија во оваа кампања и точно е тоа нели што го коментиравме дека отприлика 30% од оние што земаа учество, да не ви излажам, мислам дека ги имав едно 9 или 10 учесници воопшто не конзумираат канабис, ниту медицински, ниту рекреативно, па одлучија да поддржат кампањата, што нас особено радуваше и ние некој аргумент плюс пред оние се уште конзервативни ставови дека ние работиме кампањава или општо наши активности бидејќи сме сакале да конзумираме канабис. Ја ако сакам да конзумирам канабис, во безбедноста на мојот дом не е ни прекршок и тоа граѓаните треба да го знаат. Конзумирањето канабис дома не е прекршок и не гледам што би ме спречило зашто би имал потреба да превземам такви активности, а подигањето на свеста на јавноста за потребата од декриминализација на канабисот беше една од главните цели на оваа кампања. Токму неколку пати организиравте протести конкретно и за употребата во медицински цели. Мислите ли дека треба целосно да се ослободи пазарот, да целосно да се ослободат и законски ова да влезе буквално во една законска рамка, бидејќи имаше, нели, го дозволија кај нас одреден производ за кој потрошувачите и веќе се жалеа дека не е квалитетен, односно дека не може да ги излечи оние канцерогени лиценците сега кои што се издаваат, критиката е во насока дека се клиентелистички, односно дека се издаваат само за профит, а не и за... Критиката е нажалост точна. Видете, прво не можеме комерцијалниот аспект да го избегнеме. Нормално дека кога некој се нафати на комерцијален план да го работи тоа, значи бизнис со канабис, очекувано е да сака да има одреден профит. И тука кај нас тоа не е воопшто спорно во здруженијето, немаме ништо против, меѓутоа факт е дека 2,5 години после легализацијата на канабисот во медицински цели, јас ја нарекувам приватизација на канабис во медицински цели, кога се донесе беше и за предизборни цели за волја на вистината, факт е дека не ги исполни очекувањата на граѓаните. 16 лиценци во овој момент се доделени на правни лица, а еви вас како граѓани, нели, можам да ве запрашам, прашањето е секако реторичко, кои се бенефитите? Значи, на пазарот има 1 до 2 производи кои што се несоодветни, а во исто време, јас можам, има една парадоксална ситуација кај нас, да јас ако имам, не знам, 1.000.000 евра, колку што се минимум за инвестирање, ако сакате со лабораторија да отворите правно лице и тоа е помал капацитет, можам да имам, законот не ме ограничува, можам да имам неограничено број растенија и ќе ме викаат бизнисмен. А јас ако имам, да речеме, болно блиско лице и немам финансиски средства да купувам на црниот пазар или да купувам од разблажените водички кои што се даваат кои што се продаваат комерцијално, кои што не помагаат, и ако сакам да ги третирам моите блиски лица така со засадување со канабис и собствено производство, тогаш жестоко ќе бидам гонет по член 215 со запретена казна од 3 до 10 години. Тоа е за нас една правно неподностива состојба. Со тоа што еве цело време од извршната власт слушаме дека сега не било приоритетно тоа прашање, дека евроинтеграцијиве биле, што не е точно, бидејќи се во овој момент се работат законски измени кои што пак ќе дозволат да може покрај во овој момент може да се извезува само екстракт од канабис, а овие и само индор да се одгледува канабисот, овие законски измени ќе овозможат да може и цветот од канабис да се извезува и да може да се расте аутдор, што 10-кратно ќе зголеми профитот на правниве лица, меѓутоа повторно нема да донесе бенефит за граѓаните, бидејќи тие не се заинтересирани правните лица за македонскиот пазар. Тоа е разбирливо, бидејќи македонскиот пазар е мал, меѓутоа сметам дека државата кога веќе им даде златна кокошка на овие правни компании, дека требаше да ги обврзе, можеби со одреден процент, 3% од производите да мора да биде за нашиот пазар, да може да имаат некаков директен бенефит и граѓаните, и на мое големо жалење и едно од граѓанскиве здруженија зема учество во ваков тип на законски измени кои не се во насока на бенефит на граѓаните. Колку оваа парадоксална теза со бизнисменот и криминалецот, условно речено, што ја спомна, поминува, да речеме, кај судиите кога станува збор за еден процес? Дали тие можеби гледаат на малку поослободено на овој начин или се придржуваат строго до законските одредби, бидејќи ти честопати застапуваш лица кои што имаат проблеми со законот во овој дел? На мое изненадување позитивно се менуваат климите и во судството и обвинителството, и при тоа треба да направите дистинција дека секој предмет е различен и дека се ценат околностите. Меѓутоа, сметам дека
ајде да не речеме позитивно влијае, меѓутоа прогледуваат низ прсти, ајде народно да кажеме, обвинителиве и судииве, доколку се убедени од околностите на предметот дека не се работи за дилер, дека бидејќи видете може и за 1 грам канабис да биде дилер. Едноставно е фатен со 1 грам на продажба, тој е дилер, не е ниту медицинско лице, ниту помагач, ниту загрижен граѓанин. Меѓутоа во оние услови, особено ако успеам да докажам дека се работи за болно лице и дека се работи за третирање на тоа болно лице без да има други елементи на продажба, не знам, бага, во мало пакувања за улична продажба, сведоци и така натаму, во тој случај морам да бидам искрен дека и судиите го имаат тоа во предвид, оноку колку што можат имајќи предвид ригидната законска политика и нажалост се уште конзервативната политика на јавните обвинителства. Уште едно прашање во однос на рекреативната употреба на канабисот. Според статистиките, од канабис никој не умрел за разлика од другите пороци, како што алкохолот или другите дроги. Зошто тогаш властите толку цврсто стојат на ставот дека не треба да биде дозволено за рекреативни цели, како што можевме да забележиме од рекламниот спот. Дури има и други позитивни влијанија, како што е, например, намалување на криминалитетот. Зборуваме и за оној ситен криминал. За волја на вистината, нашите власти не се многу прашуваат по ова прашање, затоа што, нажалост, сме обврзани како подписници на сите три големи конвенции на Обединените нации и од 61 и од 71 и последната е, нажалост, и застарена од 88 година, значи од тоа се поминати 30 години, кои налагаат, кои го сместуваат канабисот у така наречен Shelled One, односно во А категорија наркотици, во ист кјош со не знам, кокаин, хероин, што е помалку комично, верувам ќе се согласите. Конкретно зашто предпоставувам и дека не му даваат приоритет на ова прашање толку, а воедно и бизнисот си го прави своето, односно факт е дека и бизнисот, меѓутоа и јас нема никога да именувам, меѓутоа и фармаколошките компании сметам дека тука имаат голем удел во тоа прашање. Конкретно и на светско ниво, моје длабоко убедување, и тоа може лесно да се провери, дека токму тоа е и причината за криминализација на канабисот. Например, во 30-тите години, тоа повеќе пати сум го кажал, кога стана забранет канабисот во Соединените Американски држави, а подоцна и секаде во светот, имаше едно истражување на тогаш врвни научници во САД, кое што, например, заклучува дека конзумацијата на канабис ги тера белите жени да имаат секс со црни мажи, што е нормално нормално. На пропаганда. Така. Црна пропаганда во насока на тоа да се криминализира канабис. Инаку јас се надевам дека властите ќе те побијат со идните закони на ослободување на. Дај Боже. На ова ти благодарам што беше гостин во денешното студио. Благодарам. Секако ќе ја проследиме и правната конференција. Ви благодарам. Веќе од наредната година повторно те очекуваме Кратко би сакал само, извинете уште кратко, за сите информации за правна конференција, бидејќи од комерцијален карактер, може да се обратат гледачите на нашиот имејл pravensovjet@gmail.com. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Овде правиме кратка пауза и веднаш потоа се враќаме во студиото со состојбите во судството и сето оно што се случуваше во кривичниот суд. Денеска со нашите колега Игор Стефановски и Скрао Печевска. Останете со нас.